Poznato je дека секоја револуција пеела. Нашата во тој поглед не била никаква изнимка. Напротив. Првите револуционерни песни што се пееле во партизанските одреди, во окупираните градови, села низ Македонија, беа донесени од предвечерието на револуцијата, од работнички собири што ги растурала жандармеријата, од студентски приредби на напредното движење на студентите и така натаму. Со други зборови, ако би можело да се изврши некоја поделба на тие песни, некоја систематизација, тоа се пред се песни што го воспевале работничкото движење, како рефлекси на Октомвриската револуција и истовремено
aktualizirani, zapravo preneseni, oživejani starite pesni od periodot na nacionalno-osloboditelните borbi na makedonskiot narod. Site tije se faktički varijacija na една ista tema, slobodata. Podocna imame pojava na veće adaptiranje na starite revolucionarni pesni kon novite sostojbi. Tuka najčesto pejačot interveniral so po nekoj zbor i na toj način pesnata za borbata protiv turskoto ropstvo se aktualizirala kako pesna protiv fašističkite okupatori. Međutim, mnogu brgu se zabeležuva jedna možne interesna pojava na sozdavanje na sosem novi i predse narodni pesni vo smisla na duhot na pesnata, melodikata i tekstot najbliska do narodnite pesni.
времето на војната во партизаните, многу надарени пејачи. Тоа собрани од цела Македонија, неверојатно надарени пејачи. Еден од нив ми остана во сеќавање, тоа е Скипо, не му знам ни име ни презиме, го знам како Скипо, еврејче, предполагам од Скопје. Беше вака убав млад човек, калеш, со еден прекрасен пелјушен тенор. И ние сите го поттикнувавме во неговата желба по ослободувањето да стане оперски пеач, да пее во македонската опера. Меѓутоа, таа негова и наша желба на неговите другари, за жал, не се оствари. Скипо загина херојски некаде пролетта 44-та година, кога првата македонско-косовска бригада се враќаше од Егејска Македонија и токму на вратите на Дебарца, некаде над селото Лешани, загина во првите борбени линии. Јас се сеќавам за една мощне надарена жена, Фана Климева од селото Црвена вода во Дебарца, или едноставно Климејца, која создаваше веќе во текот на самите борби за кои пееше, или вршеше низ стихови рекапитулација на се она што се збиднало од неа. Тоа беше една средовечна жена со мощне игралити очи, способна да впие во себе си се што е интересно и што е податливо за стихување. Во сеќавање ми остана една нејзина, можеби и најинспирирана песна за нападот што го извршија германските војски врз селото Црвена вода, кога е запалено селото, кога се ограбени моминските ковчези и така натаму, и така натаму. И песната почнува мощне епски. Вели: силна се војска зададе, тоа е војска не наша. Не наша, тоа е војска германска, германска тај фашиска. И понатаму ги реди настаните со една мощна изострена смисла за селектирање на она што е најкарактеристично за ова една инвазија врз селото Црвена вода. Demne sum tu, Garibe, demne sum tu.
времето на војната, кај нас исто така се лансира тоа врапче на мелодијата, хумористичната народна песна "Ставре ми се ожени, зеде жена убава" и така натаму. Јас сум автор на неколку такви врапчиња. Врапчињата секогаш почнува со една иста строфа, потоа доаѓаше текстот за актуелните настани и завршува пак на ист начин. Почетната строфа беше "Јас сум врапче шарено, летам, клукам, поткрадвам и без ќарви продавам, да завиди инсанот, да испука душманот." А завршуваше со паролата "Смрт на фашизамот, слобода на народот." Сега јас сум ги заборавил тие врапчиња, ги имало доста. Меѓутоа во сеќавањето ми останале некои стихови кои јас ги оценувам како нешто поуспешни. Тоа е за инвазијата на сојузничките војски на Сицилија и за подоцнешната капитулација на Италија. Вели: "А на Свети Илија ојде и Сицилија. Малу време помина, фашистка Италија ов ја распарталија." Ова на Свети Илија не е така земено заради римување, но токму некаде првите дни на август беше извршена инвазијата на Сицилија. Cristi
се сеќавам како ја составив песната Во борба македонски народе. Тоа беше некаде, предполагам, кон крајот на јуни 1943 година, над базата на главниот штаб Злоречиште во Караорман. Јас таа ноќ бев на стража и некако мислите баш не ми беа многу на стражарењето, што не е толку војнички и совесно. И во текот на ноќта која мене ми се одолжи, па дури и во еден момент помислив дека заборавиле да ми пратат смена, јас стих по стих ја составив таа песна Во борба, која веќе утредента се обидов да ја пренесам, составив една мала група партизани кои беа присутни таму, но имаше големи тешкоти за да се прифати мелодијата, која е еден марш на советските авијатичари, ама колку ја знам, па не е тоа ни руска, но германска некоја револуционерна песна од некаде 20-тите години и така натаму. Во секој случај, мелодијата сега како што се пее, тоа е всушност, таа е приспособена на, така да кажам, на македонската мелосна логика. Луѓето пееја, стихува, затоа што просто тоа е во природата на човекот, кога ќе го притегнат од сите страни небитници, да се искаже на некој начин, да ги истури тежините своји. Затоа тие песни за кои зборувам се не само песни кои имаат одредена историска вредност, но во нив се содржани и уметнички вредности кои, верувам, допарва ќе се оценуваат.